Како СДС Охрид планира да ја прошири зоната на строга заштита на остатокот од студенчишкото блато на цели 70 хектари? Дали тоа ќе се прави со експроприација на земја и како таа земја ќе се одзема од собствениците и најважно, по која цена планираат во СДСМ да ја платат земјава која според најавите кои ги дадоа мора да биде одземена од собствениците? ВМРО ДПМН јавно го прашува носителот на листата на СДС Константин Георгиевски и кандидатот Јован Стојановски да одговорат пред целата охридска јавност, но посебно пред жителите на Рача и пред сите собственици на имот околу заштитената зона на студенчишкото блато. Колку земја ќе се одземе од луѓе кои живеат во Рача, а кои земјата ја наследиле од своите дедовци и прадедовци, ја сочувале во нивните фамилии со векови, во сите окупаторски власти кои го завојувале овој простор, за сега кандидатите на СДСМ да им ветат дека ќе им ја земат земјата за да прават ново блато. Дали Константин Георгиевски и Јован Стојановски знаат кој го уништи блатото? Дали двајцата знаат дека целиот градежен шут од урнатата стара библиотека, кој се донесе во студенчишкото блато и тука се депонира токму во време кога СДС владееше со градот Охрид во 2008 година. Ево, ова е принт скрин од статија во Амак прес 2008 година, токму поврзано значи со оваа статија. Може да сликате, значи. И ќе го имате на доста после тоа од Амак прес. Дали двајцата тие знаат дека и асфалтниот пат на кој стоеше кандидатот за советник Константин Георгиевски е изграден на приватна земја? И дали знае дека собственикот на земјата може согласно закон да го гради просторот и патот се затвори бидејќи минува низ приватна земја? И на крај, дали се прашува Константин Јован кој го изгради патот на таа приватна земја? Почитувани кандидати на СДС, уште еднаш апелираме до вас да престанете со паушални пресконференции, непромислени ветувања како она дека секоја местна заедница ќе има од 500.000 до милион денари на располагање, бидејќи за тоа нема законска основа, и апелираме да престанете да вршите девалвирање на јавно кажаниот збор со полнење на медиумите со лажни ветувања и вулгарни изрази пласирани во јавност. Граѓаните знаат кој како работеше во Охрид последнава деценија, свежи се сеќавањата на хаосот и финансискиот грабеж и лесно се споредува домакинското и одговорното работење кое го гледавме последните 4 години.